Со света архиереска литургија во црквата Свети Ѓорги на местноста Чука во Волковија, на која чинно учествуваше митрополитот на Тетовско-гостиварската епархија господин Јосиф, започна чествувањето на празникот Свети Ѓорги, кој е патронен празник на ова село. Парохискиот свештеник Ненад Ѓорѓевски во својата беседа им порача на верниците да ги следат проповедите на црквата Христова по примерот на Свети Ѓорги. Секој од нас очекува и посакува неговите деца да бидат послушни како во семејството би владеела љубов. Пред се исполнија и самиот заповедта што Господ ја заповедал и на тебе да ја исполнуваш. Почитувај го таткото свој, мајката своја. Секој еден од нас има мајка и татко. Ако се тие живи, самиот биди кон нив со почит, укажи им ја својата синовска благодарна љубов. Ако тие не се меѓу живите, не оставаја својата љубов кон нив, кон своите молитви. Ти има потреба од нив, ти очекуваат од тебе додека си жив на земјата да се молиш за себе и за нив. Ти очекуваат да се молиш за нив, нивните вечни почивалишта, да не се испушта задушниците кога треба да ги посетуваме нашите родители, во колку се преселени во вечниот живот, како и да ги споменуваме во нашата домашна молитва. Така ни вели Господ да постапуваме, тоа ни вели посакува и правиме го на другото што сакаш, самиот и на тебе другите да го прават и да се однесува кон тебе. Нека срцето од секој од нас биде извор само на доброто, светлото и чистото, така и луѓето што не обкружуваат или со кои се сретнуваме, на кои непосредно можеме да им помокажеме и тоа добро да го видат и препознаат во нас вистински следбеници на Христа. А тие кои се упокоиле пред Господа да се утешат со нашите молитви упатени за нив. Молитвата никогаш не умира на оној што люби кон тие што живееле на земјата и кои не ги знаеме, сме ги любеле и можеме да бидат и поголема услуга, поголемо дело. И денеска, кога прославуваме свети великомаченик Ѓорги Победоносец, кој својата вера, својата надеж и својата припадност кон Христа ја запечатил и со свената крв, посредувајќи на Света Црква, не учи како да се гледаме на Него, како тој сите овие прописи и закони што ги бара од нас, Светата православна црква ги исполнувал, живел, се посведочил со својот собствен живот. Да се обратиме со искрена молитва кон Него, тој да биде наш молитвеник, да ни ја закрепи и умножи љубовта кон Господа, но и кон нашите блиски и познати, да можеме да го сведочиме Христа на секое место каде што се движиме и работиме. По молитвите на Свети Ѓорги, Господ нека ги услиши нашите молитви, ни подари се што е спасоносно за нашите души и вечен живот, сега и секојаш и во сите вековани. Христос воскресе за многу години. Митрополитот Тетовско-гостиварски господин Јосиф, кој за прв пат е во местноста Чука, е воодушевен од убавината на овој предел. Нека ни е честит празникот Свети Ѓорги, напомош сите оние кои го слават, нека им биде честита славата и имен денот. Денеска сме тука во Волковија, местото наречено Чука. Овдека сум прв пат во оваа црква богослужам. Навистина ме преселува радост и чест, бидејќи место во навистина плени. На проповедта кажав дека ова место го чувствувам како место кое што навистина како парче од рајот да се отцепило и да паднало токму овдека на Чука во Волковија со ова прекрасна убавина. Свети Јован Златоус затоа вели во една од своите проповеди: гледај ја природата и природата ќе те научи. Таа ти е богоучителка дека Бог постои. Навистина ова природа сведочи за Божија дека Бог постои со сета оваа убавина. Славењето на празникот Свети Ѓорги, кој има посебно значење за дел од верниците муслимани, продолжи со веселба на раскошните ливади на местноста Чука, каде се предпоставува дека во минатото постоеле голем број на манастири. Можам да кажам за денешниот ден е со посебна важност. Овој ден е патрон на нашето село и патрон на ова место наречено тука Чука. Потекнува тука со една историја која датира од многу одамна и затоа овој ден свети ден го слават и православни и муслиманската вера. Тука, како што гледате, има доста гости од ромската националност, има гости што посетуваат од албанската националност и нормално жителите од православната вера. Целото село го слави овој празник традиционално, години наназад.
значи ова се рачуна како селска слава, сите ја слават. Славата почнува тука во светиот храм на Свети Ѓорѓи Победоносец со света литургија. Еве денеска имавме посебна чест да ни биде присутен и господин Јосиф, владиката на овој наш регион Тетовско-Гостиварски, што тоа сме посебно почестени.